Владата на вчерашната седница ја усвои програмата за изменување на програмата за рурален развој, со што се обезбедија финансиски средства за комплетна исплата за поддршката од неповратни 10.000 евра за млади земјоделци. И наскоро ќе следи подпишување на договорите со оние земјоделци кои што ги имаат исполнето условите. Би сакала тука да напоменам дека оваа мерка е од исклучителна важност за модернизирање на земјоделството, за воведување на нови технологии, за развој на руралните средини и крајно за спречување на миграцијата село-град. Исто така, на вчерашната владина седница, владата ја усвои програмата за капитални трансфери за невладени организации во областа на земјоделството и руралниот развој, која што е во склоп на програмата за рурален развој во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со која што се обезбедуваат 30 милиони динари за апликативни проекти за поддршка во процесот на земјоделското производство, подобрување на човечките ресурси, но и во пренос на знаење за земјоделството и руралниот развој, односно со еден збор да се овозможат подобри советодавни услуги за земјоделците при аплицирањето за програмите за директна поддршка, како и за ИПАРД програмата. По зелената нафта, кој што кажав и на брифингот, реализацијата на оваа мерка ќе оди преку измена на Законот за земјоделство и рурален развој. Во владата има консензус за реализација на оваа мерка, затоа што оваа мерка е предвидена и во програмата на владата. Во буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство има пари за поддршка за набавка на гориво за земјоделска механизација и владата оваа мерка ќе ја реализира следната 2018 година. Би сакала да кажам дека сега во завршна фаза во Министерството за земјоделство се анализите за трошоците поединачно за секоја земјоделска култура, бидејќи тие се разликуваат од едно до друго земјоделско стопанство. Исто така се анализираат и модалитетите како ќе биде имплементирана самата мерка. Оваа мерка е од големо значење за земјоделците, бидејќи ќе придонесе за драстично намалување на трошоците во земјоделското производство.